Добар ден и од мене, ова е почетокот на најновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто современото родителство исполнето со толку проблеми? Зошто современите родители сакаат да имаат среќни деца, но таа цел некако станува се понедостижна? Кои се замките на современото родителство и како тие да се надминат? Дали понекогаш родителите се робови на сопствените деца? Денешна гостинка во студиото ни е Видага Вириловска, психолог, семен и системски психотерапевт и тренер од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Добре ни дојдовте. Добре, најдов. Фала ви уште еднаш за поканата и денес имаме баш интересна тема. Така, родителството е сериозна задача. Нечесто е исполнето со анксиозност. Во библиотеките, во книжарниците има цели одели со книги кои што зборуваат за тоа како да се биде добар родител, што создава уште дополнителен притисок. Зошто родителството денеска е исполнето со толку грижи, со толку проблеми? Дали можеби е суштината во промената на односите помеѓу родителите и децата? Како и многу други работи, со тек на годините некои нешта се менуваат, па така и родителството и детството станува поинтересно, можеби позахтевно. Инаку од секогаш родителите се насочени и загрижени кон своите деца, дури кога веќе тие и не се деца, па се уште ги третираат како деца. И не можат да, на некој начин, па и не дозволуваат да они се осамостојат и пораснат. Во денешно време, кога е време на размена, брза размена на информации, достап на информации, вие кога идете у продавници имате 200 играчки кои што може да ги купите и колку повеќе има и во однос на информации, и во однос на материјални игри, кукли, вошчиња, топки и можностите се сосем поразлични за разлика од порано. Кога има премногу, луѓето најчесто идат и во двете крајности, така да сакаат што повеќе да ги насочат своите деца, или и од сето тоа тешко е да се избере што е она најпогодното за детето и тоа знае да направи една конфузија во однос на анксиозност, во однос на стравовите кон родителството и она што е многу битно да го напоменам во сите земји. Меѓутоа и кај нас е посебно нагласено дека вредноста на човекот, вредноста на брачниот пар, на родителите е колку им е успешно нивното дете, меѓутоа по критериуми кои што генерално се општествено наметнати. Оти е многу поуспешно, условно кажано, да дете биде успешно во школа, а помалку се вреднуваат активности, можеби како спорт, уметност, некои кои што не се баш во системот влезени. И кога родителите се наоѓаат баш пред ваков предизвик, веројатно и од самата таа на некој начин и конкуренција меѓу нив и во желбата да нивно дете биде најдобро од се, знае да побуди поголемо чувство на анксиозност. И ние имаме најчесто две крајности, каде што родителите успеваат да ги мотивираат децата да идат на премногу активности, и секојдневно ги разнесуваат наваму натаму, постојано се на некакви курсеви или во желбата да им обезбедат иднината. Така. Или пак другата крајност. Така, оти тоа е општествено наметнато. Така. Колку повеќе знаења, колку повеќе вештини, така побезбедна и посигурна иднината. Меѓутоа, она што се заборава и она што е најмалку застапено во се тоа е учење на основните животни вештини, вештини на комуникација, вештини на емоционална интелигенција, што треба да биде зачеток од дома. И кога имаме вакви ситуации, посебно именувањето на работните ангажмани на родителите, тука се веќе и градинките за разлика од претходно повеќе грижата за младите била на бабите и на дедовците, сега се повеќе младите ги носат деца у градинки ради многу причини. Пролонгирањето, како што иде пролонгирањето на работното време на родителите, оти многу често родителите, освен базичната работа, земаат и хонорарни работи, така да и децата, како што иде и школата, освен школските активности, земаат и многу дополнителни активности. Она што останува е како семејството го организира времето со нивните деца. И има родители кои што често чувствуваат грижа на совест, поради тоа што мислат дека не поминуваат доволно време
со своите деца поради сите овие активности. И родители и деца имаат воншколски и вонработни активности, одржувањето на домот, организирањето и оние секојдневни одржувања кои што се неопходни за едно домаќинство. И тоа помага да некогаш семејството има многу малку време за себе. И кога е тоа така, луѓето често се чувствуваат како недоволно добри, недоволно вешти, и тука има уште еден сегмент кој што е многу популарен, тоа е технологијата. Да тие и кога се дома често поминуваат време на телефони, на компјутерски игри, на кој што е еден вид комуникација, кој што е стерилна комуникација, нели, луѓето седат еден до друг, меѓутоа многу малку разменуваат. Она што е важно е дека и истражувањата и праксата покажува дека е многу важно поминувањето на семејно време, меѓутоа е особено важно квалитетот на поминато на семејно време. Така да дури половина час ако родителите имаат да го издвојат со своите деца и заедно како семејство, тоа е многу поквалитетно и по-развојно и за децата и за родителите, отколку да не имаат 5-6 сати, да при тоа не го искористат тоа време. Така, кога сме веќе кај користење на слободно време и начините на воспитување, се случували родителите денеска да се плашат од своите деца, односно современото воспитување да доведе до една ситуација кога децата имаат преголема контрола над своите родители. Авторката на една книга "Биди смирен родител" ова го илустрира со еден едноставен тест, со една шолја за млеко, доколку родителите му понудат на детето шолја со бела шолја со млеко, а детето посака да речеме сина. Тогаш повеќето родители ќе го претурат млекото во посакуваната чаша за детето да не збесне, да нема дома сцена, да нема проблем. Дали всушност ваквиот пристап, ваквиот начин, попуштањето, доведува до тоа децата да имаат преголема контрола врз своите родители? И дали ова е грешно всушност? Ова е пример кој што мислам е многу секојдневен и сите го практикуваме. И многу е пластичен. Она што вие го спомнавте во трка да се биде добар човек, да се биде добар родител, најголем дел од литературата и се она кажува да дете не смее да се тепа, и тоа е така, нели? Има други мерки дека треба да им дозволиме на деца да бидат креативни, треба да ги сакаме, да ги галиме, да ние... И тоа се во ред, меѓутоа се до оној момент кога психолошки се кажува инверзија на улоги. Кога децата земаат хиерархиски повисока улога од родителите, па така дете диктира во која чаша ќе пие, во која чаша дали ќе иде некаде или нема да иде, и тоа најчесто децата умешно го прават, оти да не заборавиме како што родителите имаат задача и децата имаат задача, а тоа е да го тестираат родителството. И тие граници е добро да бидат полупропустливи практично, да родителите имаат добра перцепција и да успеат да ги разликуваат потребите на децата од тоа што значи каприци, од тоа што значи и на тој начин тие можат полесно да им помогнат на децата да и понатака ги развиваат своите вештини во однос на нели прво другарчиња, потоа школа, па понатака во другите социјални релации. И ако вие постојано попуштате на свое дете и тоа го правите од љубов и со најдобра намера, тогаш тоа дете нема да знае за граници. И единствен механизам, единствено орудие кое што ќе му биде да се расплаче, која нема да добие. А практично не му овозможувате да тоа развие други вештини. Во однос на чашата, дали е зелена, плава или може би и не е нешто што е страшно, меѓутоа кога она што е исто така битно, да родителите избегнуваат секаков вид на казна. И тоа е така, нели? Поради тоа што децата многу побрзо учат кога они се наградувани, охрабрувани, пофалбувани за оние активности кои што родителите сакаат да ги имаат. Така да, например, едно од добрите решенија е да ако дете и функционалните, не само добрите решенија, ако дете прави нешто или го испие цело млеко, или да ако смениме чаша треба да го испиеш цело млеко и тоа го испочитува, да дете се награди соодветно.
И кога зборуваме за награди, она што прво паѓа на памет на возрастните, не само на родителите, е купување на играчки, сладолед, чоколади, блага и Тоа се награди. Да, тоа се награди. Меѓутоа за децата се многу важни оние емоционални награди. Оние охрабрувања, пофалувања, гушкања, галења, укажување дека они се способни, дека они можат да ги направат нештата, освен не да не им купуваат на децата таман работа. Туку да и тие работи кои што они ги прават секојдневно, па и вербалното кажување и за благодарување и пофалување е многу некогаш многу позначајно отколку да они купат награди, посебно во ситуации кога децата веќе имаат многу играчки околу нив и додавањето на играчки не влијае на нивната креативност, туку повеќе во одлуката да они не знаат што да изберат и да при тоа стагнираат на некој начин и останат со, не знам, и да бараат се ново и ново. Кога детето се однесува лошо во домот или на јавно место, повеќето родители не реагираат, велат такво е детето. Но дали на вистина се такви децата? Дали на вистина не може да седат на вечера во ресторан или пак не може да си ги раскренат играчките? Дали може би нивното однесување е последица на тоа што родителот не ги научил како треба да се однесува детето на јавно место? Треба ли да имаме поголеми очекувања на децата во однос на почита кон повозрасните или пак добрите манири и слично? Сигурно. И многу често родителите имаат онакви деца какви што сакаат да имаат. Не дека тоа го прават свесно и намерно. И има одредени разлики. Затоа истакнав дека е многу битно да родителите можат да ги разликуваат потребите на детето, кои што се соодветни на возраста, на индивидуалните карактеристики на детето во однос на контекстот кој што се наоѓаат и дали тоа стварно е потребно. Оти ако го однесете дете во пицерија или во кафана, на некоја си возраст 4, 5, 6 години, оно не може да издржи досадно. И очекувано е дека да се однесува. Дете така ќе се однесува. И ако веќе родителите сакаат или немаат друг начин, па мора да го однесат дете во кафана со нив или на некое друго место кое што не е простор за возрастни, тогаш наместо да они, кога дете ќе почне да трча, и тоа многу често се случува, или да прави нешто што родителите не го поддржуваат, да фаќаат, да играат, да крши, и они почнуваат да викаат немој да го правиш тоа, немој да кршиш, престани да трчаш. Но не му кажуваат на дете што треба да прави. И тоа е една од работите која што е многу честа и многу често се среќава. Оти вие ако му кажете на дете што може да прави и го пофалите за тоа, тогаш дете нема да има потреба да оти децата кога прават некои бели, некои креативни работи кои што родителите во моментот ги вади од памет, практично со тие активности они го привлекуваат родителското внимание. Не знаат да го направат тоа на еден добар начин и го прават на начин да родителите изиграваат некогаш и оперски певачи. Меѓутоа, ако веќе треба дете да се однесе некаде каде што предпоставувате дека тоа не е простор за деца и дека ќе му биде досадно, тогаш мора да обезбедите активност која што не му ќе му држи внимание. Оти нема да му биде сигурно интересно да пие кафе или да, не знам, да разговара со возрастните, или ќе му биде кратко време. Затоа што како што расте детето, така се развиваат и когнитивните вештини, капацитетите за внимание, концентрација постепено се зголемува. Така да дури и да покаже некаков интерес, тој ќе биде многу краткотраен за разлика од возрастните. За разлика ако го однесете дете у игротека, може да го оставите и да при тоа и ве подзаборави дека сте тука. Доколку во средина што му одговара, што му е интересно и соодветно е за возраста. Порано возрастните, наставниците, продавачите во продавниците, па и другите родители имаа право да го опоменат детето доколку се однесува лошо, бидејќи тие беа очи и уши на родителите кои што не се присутни, сето тоа со цел за да се создадат примерни момчиња и девојчиња. Но денеска не е така. Повеќето мајки и татковци, доколку слушна дека нивното дете е опоменато од некој друг, сметаат дека се работи за страшен проблем. Дали повеќето родители сметаат дека нивните деца се совршени?
Сите родители треба да го имаат тоа чувство, дека нивните деца се најубави, најпаметни, совршени и сето. Меѓутоа, во однос на овие работи што ги кажавте, повторно ќе кажам да родителството бара огромна флексибилност. Луѓето, иако се стари, некогаш се доживуваат како класични, старовремски, за разлика од поурбаното родителство, они имаат животни вештини, имаат мудроста, имаат искуството кое што го поминале. И некои од тие работи што возрастните луѓе ги кажуваат, не само што се сигурно се добронамерни, туку и се и доста практични. Луѓе има два типа има неколку типови, меѓутоа јас зборувам само за екстремите родители кои што апсолутно не има проблем, дури им годи да и тие родители ќе кажат, нели, на наставнишка, на психолог, на комшивка, ја не можам да се снајдам, вие еве ви го превземете го. И родители кои што апсолутно не сакаат да други луѓе се мешаат во однос на и двете имаат и предности и мани. Од овие кои што се доста флексибилни, практично со таквото искуство не знаете кој е родител на тоа дете. Дали е баба, дедо, учителка, не знам, комшија, војна стрина, кој да е. И дете практично кога добива насоки од многу различни страни, оно не знае што е правилно и како треба да се однесува. За разлика од овие другиве родители кои што се поригидни во своето родителство и они мислат дека нивните родителски ставови се вистински за нивното дете, меѓутоа не дозволуваат никакви информации од страна, нели, од страна, да они барем влезат, се продискутираат, се размислат и да се практикуваат во родителството, во воспитувањето и практично го учат детето дека нема различни патишта. Еден е тој пат. Тоа е тоа што ќе се каже, тоа е правилно, работите се црни и бели. Ние кога зборуваме за функционално родителство, се мисли и за адаптибилноста на родителите, кои што ќе успеат, на многу кратко кажано, да они го задржат хиерархиски статусот на родителите, меѓутоа ќе бидат отворени и за нови сугестии. Иако на крај ќе биде и дискутирано и повторно ќе биде она што мама и тато ќе го кажат, особено за мали деца, меѓутоа ќе бидат отворени да примат сугестии во однос на средината, дали е тоа баба, дедо, учителка или кој да е. Ваквото функционално родителство е функционално баш поради тоа што децата со самото тоа што се тука учат дека мама и тато се најпаметни, исто како што мислат и родителите за детето, меѓутоа има и други работи, мама и тато излегуваат во пресред, прибираат нови информации, формираат нови правила и тие се конкретни и на потребите на детето и на потребите на семејството и овозможуваат една и мисловна флексибилност на децата, па и на целиот систем, на целото семејство. Но доколку детето е премногу бесно, се случува средината да го критикува родителот кој што се обидува да го дисциплинира детето. Но родителот мора да постави граници, тоа е процес кој што не оди така лесно. Дали дисциплината е надвор од мода и како да се постават границите, доколку еве средината на ваков начин реагира, доколку родителот се обидува да ја стави под контрола ситуацијата? Дисциплината потешко иде, да кажеме, кога се работи за хиперкинетички деца, иако успева, не дека не. Она што претходно се сметало за добро родителство е овие ригидни граници, да родителот е одговорен и да он треба да удри, да кара, да казни, да не знам, на друг некој начин го трасира патот на детето, каде што тоа ќе биде послушно по тие рамки. Она што денес се зборува и тогаш се знаело, не дека не, дека казните практично не даваат ефект. И за да стигнете вие на ниво на казна, треба да поминете многу други работи, да ги пробате за да стигнете до таа работа. Јас повторно ќе кажам, целта на децата е да не го привлечат вниманието. Тоа е битната цел на децата. Ако они го имаат доволното внимание, љубов, поддршка, они пак ја прават некои работи, меѓутоа се помалку и помалку, кои што практично се застрашувачки и околината реагира. Така да пред да се
квучи казна, ако имаме време малку и ќе зборуваме за казната, има неколку стратегии кои што можат да се применат. Една од нив е квалитетно поминување време со дете. А тоа е поминување време со дете каде што ќе оставите да дете биде лидер 5-10 минути и да тоа биде некоја нивна заедничка активност родител-дете. Јас на кратко само ќе спомена. Потоа зборување за емоции и опишување на тоа што дете прави. Во однос на тоа кога има конфликти, родителите, иако тоа е опасно да кажеме, има тепачка или се толку нетрпеливи и се уплашени и тоа ги прави понетрпеливи и они веднаш почнуваат да викаат да ја средат ситуацијата, при тоа не успеваат да прашаат, да поразговараат што тоа се случи. И што и да се случило е практично потенцијал кој што може да помогне и на родителот и на детето да развијат нови стратегии за решавање на проблеми. Деца најчесто се караат за играчка или за нешто што... За некоја ситница. Так, за некоја ситница. Кој што, ако ние седнеме и разговараме, ќе видите дека има решение, освен да тоа биде бега. Она што најчесто се случува, и не само кај родителите, и кај нас возрастните, е да ние можеби како култура имаме повеќе, полесно ние да критикуваме, а многу потешко ни паѓа да кажеме како да се решат работите. Така и родителите постојано кажуваат немој тоа да го правиш, немој тоа да го правиш, немој тоа да го правиш, а не помагаат да кажат на дете што треба да прави. И така да ќе кажат немој да трчаш, а не му кажуваат што да прави. Ваквите работи помагаат да дете, ако доследно и редовно се прават, посебно ако се поддржани од двајцата родители, да дете што помалку прави ситуации каде што родители на некој начин треба да го казнат. И кога зборуваме за казната не треба да биде суров начин на модификување на однесување, туку треба да биде начин кој што ќе му помогне на детето да изнајде нов начин да тоа повторно не го прави. И пред да се примени некој вид на казна, треба да има игнорирање на однесувањето, а тоа значи да кога дете прави некоја поситна белја или нешто што не е нели загрозувачки, да ние го игнорираме. Меѓутоа, кога ќе направи веднаш во таа ситуација нешто што е добро и позитивно и ние го охрабруваме, веднаш да го пофалиме. Така. Ке зборуваме за казните. Ми се чини дека тоа добра тема за една цела емисија, за награди за казни. Так. А денеска на самиот крај од денешното издание на магазинот за родителство 0+, уште да споменеме дека ноември е месец на психологијата, дека содржуваат најразлични настани. Еве и Институтот за семејство, односно за брак, семејство и системска пракса алтернатива ќе биде вклучена во сето тоа, па може еве сосема накратко што ќе можат родителите во однос на работилниците за родителство да добијат како информација. Денови за психологија е во текот на цел месец ноември. Во среда во Институтот има психолошка акција поддржана од Комора на психолози, која што ќе биде насочена за најголем дел од ова денес ја што го зборувам, а тоа е практично градење на куќана поддршка со темели, со употреба на награди, со употреба на модификување на однесување. Во однос на денови на психологија има многу психолошки акции кои што не се само во Скопје, туку низ цела земја, их има на најразлични теми кои што ќе бидат поврзани со родителство, ќе бидат поврзани со самодоверба, емоционална интелигенција, сексуалност и многу други, така да сите што се заинтересирани можат да ја посетат страницата на Денови на психологија и таму ги имаат подредено сите работи. Така, сите информации ќе може да ги добијат таму. Ви да ви благодарам што бевте денеска дел од 0+, на вистина интересна тема. Замките на современото воспитување се многу на број. Опфативме ние денеска неколку, а секако во едно од наредните изданија ќе проговориме и за некои други аспекти од воспитувањето, бидејќи тоа е многу важно и е клучно за секое семејство. Фала ви и вас. Почитувани, ви благодарам што не седевте со внимание. Денешна гостинка во емисијата ни беше Вида Гавриловска, психолог, системски и семеен психотерапевт од Алтернатива. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.